Лидерот на СДСМ Зоран Заев уште еднаш си го погази својот збор. На последниот прес кажа дека 15 јули е конечен, последен и единствен датум за избори, но тоа е само еден од конечните датуми кои Заев ги кажа последниот период. Тој ли цитираш со датуми уште во текот на зимата, во обид да избегне 100-дена техничка влада, а откако корона кризата ги одложи изборите на 12 април, поранешниот премиер почна да лицитира со нови конечни датуми, прво 14 и 21 јуни, па 5 и 8 јули, за на крај да го прифати барањето на опозицијата и сега конечен датум да му стане 15 јули. Организирање брзи предвремени избори. Нашиот предлог беше 22 или 29 декември, март 22, 29 март, 12 април, 19 април и понатаму во делот на април. 12 април е договорен датум за изборите. Од 14 јуни, кога зборуваме нели како став на коалицијата, дека на 21 ќе има избори, така да 5 јули е денот на изборите. Средината е јасна, 8 јули, што да некој посебно да се договара или не. Го заклучуваме 15 јули како конечен, последен и единствен датум. Кога се во прашање датумите, Заев неколку пати го прославуваше и датумот за старт на преговори со Европската Унија, кој сепак Македонија се уште го нема добиено. Секако одлуката за почеток на преговорите е важна и мислам дека добивме максимум, значи е безусловна. Датумите за избори не се единствена тема на која поранешниот премиер си го погази својот збор. Заев во опозицијските денови се колнеше и дека нема да дозволи промена на уставот со цел промена на уставното име. Додека дишам. Додека го дишам овој македонски воздух. И докато ме држи памет дека мојот дедо, мојот татко, сите мои предци, јас, мојот син и керка сме македонци, родени овде во Македонија. Тоа не може да се случи. И не само тоа, верувам дека не постои роден човек во Македонија подготвен да излезе пред парламент и да бара промена на устав заради промена на уставното име. Да живее Македонија, да живее Република Северна Македонија. Се поставува прашањето зошто власта толку сакаше брзи избори во ек на пандемија, дали можеби постои страв за дополнителен пат на рейтингот со оглед на тоа што во последниот период имаше голем број скандали, а меѓу нив и случајот Рекет, за кој од самиот старт постои сомнеш дека има вмешаност и на лица од власта.